Се наоѓаме во општина Ново село, каде разговараме со градоначалникот на општината, господинот Ѓорѓе Божинов, во очи на организирањето на традиционалната манифестација Костенијада во подножието на планината Беласица, односно на платото кај што веќе се тргнува кон Смоларскиот водопад. Една манифестација која што е не само символ за Смоларе, туку и за целата Подгорие, со оглед дека е богата Беласица со костени. Градоначалник, какви се плановите за организирање на овој ден на костенот? Особено ми е чест и гордост да ги поканам граѓаните, како од нашата општина, така и од соседните општини, да ни бидат гости на манифестацијата Костенијада 2022. Таа е стара традиција на општина Ново село, но за жал заради ковид мерките мораше да биде прекината на 2 години. И еве се радувам што ова година продолжува традицијата. Ќе ја организираме во подножието на Беласица, како што споменавте, на платото на патот кон одењето за водопадите. Ќе има културно-уметничка манифестација и организација на која ќе настапат нашите културно-уметничко друштво Јане Сандански, на кој сме особено горди, и Легато бенд за забавниот дел. Манифестацијата е секоја година со топли костени, да се почувствува атмосферата на нашето поднебие и да го промовираме, како што споменавте, нашиот традиционален смоларски костен, кој е особено застапен како во Смолари, така и во останатите населени места во подножието на Беласица. Има ли уште многу костени, колкаво големи количини кои што ги собираат граѓаните и дали се уште интересот за собирање костени постои? Колку граѓани би дошле да печат еве на оваа манифестација? Можем да кажем дека доста задоволителен е бројот на луѓе кои се уште одат да берат костени, покрај тоа што за нив од една страна им носи финансиска добивка, од друга страна и физички е добро за здравјето. Има планирано околу 10 луѓе кои ќе бидат на манифестацијата, кои ќе ги печат костените и ќе бидат околу пречекување на гостите. Во овој случај сакам да ја искористам и приликата покрај на 22 октомври што ќе биде Костенијадата, да ги поканам граѓаните да бидат присутни и на 29 октомври, наредната сабота после тоа, каде за прв пат пак воведуваме нова традиција, Компиријада 2022, покрај костените што сакаме да ги промовираме на подбеласичкиот регион, сакаме да го промовираме и есенскиот компир од подрачјето на Огражден, посебно од високите населени места како Стиник, Барбарово, и манифестацијата ќе биде во Ново село, ќе се одржи во Пазарот, во кругот на Пазарот, и сметам дека се тие два убави настани каде нашите сограѓани ќе може да се дружат, да споделуваат убави мигови со добра музика и вкусна храна. Градоначалник, Стиник и Барбарево ги спомнавте, а тоа се села кои што ги, за жал, веќе ги загубија своите жители. Дали сметате дека ваквите манифестации може да мотивираат дел од населението да им се врати на корените, барем на површините, за да ги засадува, со оглед дека тоа се плодни почви, кои што не се обработуваат во голема мера? Апсолутно, Стиник, Барбарево, Бајково и Баделен се населени места кои веќе немаат жители, за жал, присутни резидентни жители, но се уште има граѓани кои ги обработуваат површините, затоа што Огражден како млада вережна планина дава плодна почва за одгледување на есенски компир и сметам дека имаат добар пласман и дека ќе биде добра организацијата ова година. Што се предвидува да се случува во Пазарот за време на самата манифестација? Ќе имаме изложено нешто, комбирот ќе има посебна позиција, ќе биде на еден начин славење на производството? Идејата е да исто преку културно-уметнички настан, каде ќе има музичка група и повторно нашите Кут Јане Сандански со нивен настап, да бидат мотивирани и домакинките, еве во овој момент ги повикувам, да дадат своји специјалитети изработени од компир, каде ќе бидат изложени пред граѓаните и
на еден еве ваков убав настин да ја вкусиме традицијата на нашето поднебие од општина Ново село. Сметате ли дека во ова прилично тешко кризно време ќе ги раздвижат овие настани граѓаните на општина Ново село, па и од останатите општини да се прошетат малку, да се разведрат во очи на економска енергетска криза? Па сметам дека позитивното на овие настани е што некогаш не оттргнуваат од сите проблеми кои ни се случуваат тековно. Факт е дека сме во економска и финансиска криза и особено енергетска, но сепак на граѓаните за да можат да издржат и да ги пребродат сите овие времења, сметам дека овие настани им се особено потребни.